Поздрав до сите љубители на артизмот на Јанко Узунов. Јанко Узунов е кантавтор, инструменталист, вокален интерпретатор, автор и аранжер на македонски народни и новосоздадени забавни мелодии, педагог и музички продуцент. Јанко беше многу голем човек, сестран човек, кој што блескаше со својата скромност. Тажно е што Јанко не е со нас, затоа што секогаш на секое наше доаѓање, дали приватно, дали службено, тој бил тој што не пречекувал со насмевка, радост и со убава дружба. Естраден уметник од највисок ранг, создавајќи импозантен творечки опус. Јанко Узунов остави зад себе повеќе од 300 композиции во областа на македонската забавна и народна музика. Јанко го познавам уште од детските денови по неговите песни, посебно како основоположник на македонската забавна музика, подоцна и сотворештво во новосоздадената македонска народна музика. Обработки, инструментални композиции, модерни инструментални дела, остави дела кои што генерации и генерации кои ќе доаѓаат како следни интерпретатори или инструменталисти ќе ги изведуваат со задоволство. Симпатичниот тинејџер Јанко дојде кај мене во македонското радио и не бараше ништо. Меѓутоа, јас знаев дека сум му потребен да му помогнам, така кога ја водев емисијата "Одберете си мелодија на неделата", ја ставив и неговата песна во конкуренција на десетина други и победи. Би ги издвоил песните кои што како деца сме ги слушале, значи "Момчето со мандолина", понатаму "Пејте кавали" песната. Почна со забавна музика и првата песна што му беше најпозната е "Момчето со мандолина", што ја пееше во дует со Цветанка Ласкова и за малку ќе победеше на изборот на југословенскиот избор за песна на Евровизија, ама стана и голем хит после. Можам да кажам и да истакнам дека во творештвото на Јанко Узунов избликнуваат сепак вредностите и убавината на македонската народна музика, на македонската народна песна и творештво, оние кои од најмали нозе во Јанко Узунов ги всади неговиот дедо Јани. Првата песна која тој ја научи, ја запја е "Јанка низ гора врвеше". Се преориентира на фолк музиката, каде забележа многу голем успех, а уште по-значаен беше успехот како автор на многу песни. Песната која што така ми оставала секогаш голем впечаток, значи тоа е песната, народната песна "Јанка низ гора врвеше". Покрај, бројните концерти што дотогаш и јас ги водев како водител, дружби имавме и на фестивалите. А најомилен фестивал му беше Фолкфест Валандово, чиј идеен творец и основоположник сум јас, Костадин Костадиновски, каде Јанко освојуваше повеќе први место. Како роден валандовчанец, тој ќе му даде поддршка на нововостановениот фестивал Фолкфест Валандово. Тука испеана и најубавата хумористична фолк песна "Чаки панкерот" на валандовски дијалект во атрактивна изведба на вардарските петли. А како интерпретатор и како кантавтор се смета за еден од најголемите поддржувачи и иницијатори на фестивалот на родолюбиво патриотски песни Гоцефест, на чии први 3 изданија беше победник. Песната "Македонче Соколе" во изведба на Јанко, сопругата Жаклина и 10-годишниот син Кирчо, и стана апсолутни победници. Јанко Узунов со над 100 песни испеани на фолк фестивалите
спаѓа во редот на најплодните автори и кантавтори на македонската музичка сцена. Јас и мојот сопруг Зоран Десковски ги организираме филиграните и Јанко секогаш беше дел од публиката да ми даде убава критика. Беше голем човек што зарачеше со својата скромност, секогаш тивок, ненаметлив. Тој остави големи траги и на полето на песните за деца. Пишуваше песни за повеќе фестивали, за фестивалот Сидо, за фестивалот Плетенка. Ќе спомнеме и тоа дека со оркестрот на Кочо Петровски 14 пати гостуваше во Австралија и во Америка, Канада и Европа. Тој е еден од основоположниците на групата Сирма, потоа да не ги заборавиме Вардарските петли, една од групите во која тој ги истакна не само своите афинитети кон хумористичните песни и кон она што се вели гаење на хумористичното во македонското народно твориштво. Знаеше да биде исто така и многу духовит, беше голем влюбеник во природата. А многу пати на своите прошетки низ Македонија ми се јавуваше од местата каде што шеташе и стално се договаравме дека заедно ќе шетаме по нашите планини и езера. Емоциите се многу големи. Ни недостасува Јанко во секој момент и секогаш кој ќе се слушнам со Жаки, првите зборови се за него, па и до крај на разговорот. Она што ме воодушевуваше кај Јанко, значи беше неговата сестраност и неговата скромност. Значи покрај музиката со која што тој професионално се занимаваше, Јанко исто така имаше големи познавања за историјата, посебно за историјата на својата земја, Македонија, која што многу ја сакаше. Патриотизмот и родолюбието беше вечниот спиритус мовенс на Јанко Узунов. Бев зачуден како еден музичар може да има толкови познавања за историјата на својата земја, а исто така и он беше зачуден како еден доктор може да има познавања за историјата на својата земја. Така да тоа ни беше многу честа тема на нашите дружби, на нашите седенки. Јанко беше голем професионалец. Многу пати сме биле како екипа. Тука сме снимале, доле во музичкото студио Узун. Ќе биде впишен секако во незаборавните, а неговото дело ќе остави трајни белези во нашата музичка култура. Како да е тука, нашите чувства и емоции се многу големи, нека почива во мир и неговото име никогаш нека не скасне. Еве, доказ за тоа е салата Јанко Узунов во Ландово. За овој голем македонски естраден уметник имам еден предлог и сакам да се обестини во Ландово да му изгради голем спомник. Знамето ми да развея